веќе од ноември месец е избрана фирмата Тодор Велков, акционерско друштво, ветеринарно-сточарски центар од Куманово, кој што веќе ја врши оваа надлежност на територијата на општина Струмица. На тој начин се надеваме и се обидуваме да го решиме проблемот со кучињата скитници, а согласно Законот за благосостојба на животните, кој што е на територија на Република Македонија. Самиот наслов на законот благосостојба упатува на тоа како треба да се третираат не само кучињата скитници, него воопшто сите животни кои што се третирани со овој закон. Бидејќи во конкретниот случај за нас се предметни и интересна сфера се кучињата, овој закон предвидува хумано третирање на кучињата. Инаку општините во рамките на своите надлежности, тука и општина Струмица, доколку нема вакво организирано прифатилиште, треба самите да го организираат ова прифатилиште. Во наредните проекции и планови на општината за оваа година е да отпочнеме постапка за формирање, односно создавање на минимум услови за градење на вакво прифатилиште, согласно правилникот за нормативи кој што е во функција на Законот за благосостојба. Во плановите на општина Струмица, онака како што е предвидено во законот, за вакво прифатилиште е неопходно да се обезбеди, први мора да се обезбеди земјиште во собственост на општината, на самото земјиште да се урбанизира со пристап, со сите неопходни инфраструктурни придружни објекти, да се изгради ваков објект и на овој начин да се обезбеди ова прифатилиште и конечно општината сама да го реши овој проблем. Можеби, се надевам, согласно плановите и проекциите, можеби и со јавно-приватно партнерство, соучество и на некои партнери кои што ќе сакат да уложат во оваа дејност. Во главно, додека не се обезбеди ова, ние кучињата ги третираме хумано, на начин и постапка кој што е пропишен со законот. Самото заловување на кучињата значи нивно хумано третирање во прифатните центри, каде што тие се третираат, се испитуваат, се вакцинираат, се одбележуваат, им се формира пасош и лична карта на кучињата и тие повторно, согласно законот, се враќаат на улиците одбележани и безопасни за луѓето и за животната средина во која дејствуваат.